Изградба на кеј на реката Кумановка од влезот на Куманово до поранешен хотел Куба, со велосипедски и пешачки патеки и со 4 мостови за пешаци, но и кеј на реката Којнарка се предвидува со зелената агенда од програмата Најдоброто за Македонија, рече на денешната пресконференција Оливер Илиевски, кандидат за градоначалник на општина Куманово од СДСМ и коалицијата. Илиевски најави регулација на потоците кои што се вклучуваат во реката Кумановка, уредување на потокот во населбата Вера Которка, но и на потокот Серава. Планираме реконструкција на овој градски парк и изградба на уште 4 нови. Планираме детски парк, авантуристички парк и велопарк. Сите тие ќе бидат презентирани од наша страна во наредниот период на изборната кампања. Исто така, планираме регулација на потоците кои се вклучуваат во река Кумановка, а тоа е потокот од населба Карпош, низ Ајдушка чешма, Пуковско и се до река Кумановка. На кејот на тие потоци исто така ќе имаме пешачка зона и велосипедска зона. Планираме уредување на потокот во Вера Которка, каде што исто така планираме да има пешачка и велосипедска патека. Исто така, во наредниот период планираме уредување на потокот Серава во 1 километар од должина, каде што граѓаните на Тоде Мендол и Бајрам Шабани ќе добијат едно уредно катче каде што ќе можат да уживаат. Сето ова го планираме во наредниот мандат од 4 години. Во врска со вчерашните обвинувања од граѓанската иницијатива за наше Куманово упатени на адреса на СДСМ за евентуалните притисоци врз вработените во државните институции, Илиевски повика да пријават ако има таков случај. Ако имаат нешто такво, слободно нека пријават и се надевам дека институциите на системот ќе си го решат проблемот. Јас како што видов на таа пресконференција, воопшто немаше ниту имиња кој праќал такви пораки, која е содржината на таквите пораки. Такви пораки можеме и ние да исконструираме за било кој наш политички противник. Кандидатот за градоначалник Илиевски верува дека кумановци на 17 октомври ќе ја препознаат волјата на СДСМ за чисто и зелено Куманово.